Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за нешто малку поразлично, меѓутоа доста фино и убаво. Ќе зборувам за две графички новели или два стрипа. И уште на самиот старт тоа може да биде конфузно и сега да се прашаме што е разликата меѓу графичка новела и што е и меѓу стрип, и тоа се прашував и јас. И од она што го сватив и она што го прочитав е дека под стрип се подразбира најчесто она што на англиски би било comic book, и тоа е она што оние стрипчиња што сме ги читале јас барем што сум ги читал порано како дете, како тинејџер, од типот на Дилан Дог или Блек, Марти Мистерија или Алан Форд, каде што си тера долга серија на такви во многу делови си тера тие и приказната си тече е најчесто поврзана од еден до друг дел, додека графичка новела би било исто така во форма на стрип, илустрирана книга, боја во боја или не кадрирана, каде што приказната представува една целина и најчесто е во еден дел или во еден албум издадена, или е можеби во два дела, меѓутоа тоа представува една целина. И мислам дека се почесто се користи тој термин графичка новела, како и да е. Во ова видео кој ќе зборувам наизменично ќе ги користам и двата збора, меѓутоа ќе мислам на графичка новела според дефиниција. Ќе сакам да зборувам за две и има причина зашто ги споредувам и ги спомнувам овие две графички новели, а тоа е Маус од Арт Спигелман. Ова е еден од најпознатите стрипови или графички новели кога било напишани. Арт Спигелман го има цртано и пишувано овој стрип негде од 18 до 91 година. Затоа што да се пишува или да се црта еден стрип бара многу време, бара многу труд, и затоа некои од најпознатите цртачи им треба време и дури некојаш на неколку години вадат по еден албум, по еден стрип како целина. И знам дека стрипот си има своја публика, си има своји почитувачи и луѓе кои што собираат стрипови или графички новели, што се разбираат, пишуваат за тоа. Знае да биде малку ова скап спорт, ако сакаш да бидеш колекционер на стрипови, затоа што најчесто зборувам за од овој формат. Најчесто се дали во боја се или не се, или тврда корица, убави изданија, тоа чини да се испечати и секако не може да се продава ефтино, како и да е. Значи, Арт Спигелман го има напишано овој стрип, оваа новела, една од најпопуларните. Интересното е што овој Маус е единствената графичка новела која што кога било има добиено Пулицеровата награда, која што се доделува за фикција всушност, за роман, и никогаш подоцна тоа не се случило после тоа. И тоа сведочи дека приказната е добра и луѓето ја сакаат. Станува збор за значи Арт е во еден од ликовите во стрипот и тој оди кај татко му кој што живее во Њујорк, Владек Спигелман, евреин по потекло од Полска, и му вели сакам да напишам, да направам стрип со твојот живот, она пред Холокаустот, пред Втората светска војна, она што го доживеат за време на Холокаустот, како преживеа, како се пресели во Америка. И татко му е многу интересен лик, многу интересен карактер и почнува да му раскажува, и действието оди најголем дел во минатото се враќа, па се враќа, оди back and forth, па се враќа во сегашноста и се развива приказната. Значи, он го има издадено овој стрип во два дела. Едниот дел, значи, меѓутоа и најчесто и така се продава во два дела. Јас го немам македонско издание читано, го имам читано на англиски, меѓутоа нема врска. Овде првиот дел е од Татко ми крвави историјата, а вториот е Така почнаа моите неволји. Ова издание на Темплум, мислам 2018 година, и овде е целиот Маус, значи целата приказна е во ова убаво издание со тврди корици. Стилот е, како што ќе видите, стилот е црно-бел со обично кадрирање. Меѓутоа, она што е интересно во оваа приказна е што ликовите се животни и има тука символика, значи не е тоа за џабе. Евреите се представени како глувци, германците како мачки, има американците подоцна се представени како кучиња и пољаците се представени како свињи. Тие се главни групи на луѓе кои што се појавуваат во овој стрип.
Приказната е многу добра, приказната ве внесува ве понесува нормално приказни. Холокаустот е тешка тема и популарна тема и многу се има пишувано за Холокаустот и луѓето сака да ги читаат тие потресни приказни. Меѓутоа, оно што е интересно е што додека го читав Маус, уште еднаш се потсетив на едно нешто. На тоа колку приказната е поважна од формата, според мене. Затоа што ние сите, секој од нас е посебна приказна сама за себе, нашиот живот е приказна и ние се поврзуваме, ни значат приказните, туѓите приказни општо. И се околу нас го најчесто го толкуваме и го разбираме, го интерпретираме како преку приказна. И сватив дека ова е стрип, значи ова е графичка новела, значи и стилот не е нешто гениално, е обичен стил. Меѓутоа приказната дури со мали слики кадрирани со не многу текст, приказната ве зграбчува и сватив колку ме потсети всушност дека приказната е многу битна. Сега, ова е за Маус се случува во времето на Полска, Аушвиц, Холокауст, Америка. Меѓутоа другата графичка новела за која што сакам да зборувам сосема накратко е Ирмина од Барбара Јелин. Ова ја добив пред некое време од издавачката куќа Art Connect. Тие ја издадоа пред нова година негде, значи ова е ново издание. Меѓутоа и самата 2014 е издадена оваа оригинално на германски и Барбара Јелин е современа германска илустраторка и авторка на графички новели. Стилот овде ќе видите, стилот е поинаков. Еве да изберам некоја интересна слика. Значи ова е графичка новела цртана во боја, меѓутоа преовладува низ целата новела, преовладува одреден тон, некои сиви нијанси, зеленкасти, маслинести, на некои места има повеќе боја. Меѓутоа зашто станува збор во ова графичка новела и зашто ги ставам заедно? Од едната страна имаме оваа каде што Маус во кој што се преживеаните во фокусот од Холокаустот. Од друга страна овде станува збор за една млада девојка германка која што заминува во 30-тите години во Лондон да учи за дактилографка, на странски јазик, за да може да се врати во Германија и да работи. Меѓутоа таму ќе се запознае со еден студент на Оксфорд, еден многу паметен, многу интелигентен човек од Барбадос и ќе се запознаат, ќе се зближат, меѓутоа работите во Германија стануваат се полоши. Хитлер е во подем, ја презема власта, нацистите почнуваат да вршат терор едноставно и таа нема да успее да остане во Англија, ќе мора да се врати во Германија. Првата епизода е во Лондон, значи во Англија, втората епизода е во Берлин, во Германија, продолжува нејзиниот живот и на крај има една епизода на Барбадос. И приказната, е може би малку пообична, значи не е толку силна секако како на приказната на Маус, меѓутоа е значајна. Зошто мислам дека е значајна? Затоа што и за ова се има пишувано многу на оваа тема, а тоа е обичните луѓе во Германија, обичните германци за време на Втората светска војна и Холокаустот. Значи тоа е многу интересна тема и се има пишувано доста и на таа тема, на реакцијата на обичните германци за време на Холокаустот, Втората светска војна, колку тие знаеле за она што се случува вистински, колку не знаеле. Има еден познат роман по име Читачот, од Берхард Шлинг и кој се занимава исто со таа тема и го има во издание на Или и може да го прочитате, има и филм снимено според тој роман. Тоа е темата на како го доживувале сето тоа германците за време на Втората светска војна, но оние најобични луѓе. И зошто тоа е старо, мислам, актуелно прашање. Зошто германците го дозволиле подемот на Хитлер и зошто не изреагирале и не направиле нешто. И тоа е многу комплексно прашање и работата не е црно-бела. И има германци кои што се биле учествувале во отпорот против Хитлер, имало обиди за атентати и така натаму, значи не дека секој германец ја одобрувал политиката на нацистите и Хитлер. Меѓутоа
има голем дел, многу добар дел од германците кои што поради разни причини одлучиле да премолчат, да се направат наудрени и да не реагираат на она што многу од нештата можеби не знаеле, долго време не се знаело дека има концентрациони логори, меѓутоа она што се случувало пред нивни очи на улиците на Берлин и на другите градови било очигледно она што им се случувало на евреите. И се занимава со таа тема, има на крајот има еден многу убав текст кој што се осврнува на оваа графичка новела и ги покрива тие прашања, некој човек има напишано тој текст, ќе може да го читате. И има неколку теории зошто германците, обичните луѓе така реагирале. Ирмина не е херој, значи тоа кога се враќа во Германија ја сметаат дека е луда и дека е многу смела зашто се враќа во Германија од Англија. Меѓутоа и таа на самиот крај на подоцна во незината старост таа сваќа всушност дека не била никаков херој, нели од перспектива кога ќе погледне наназад, таа сваќа дека не била никаков херој и не направила ништо во однос на страдањето на оние невини луѓе што биле жртви на фашизмот. Намерно ги ставив овие две новели, една графички новели, една наспроти друга, значи Маус од Арт Спиgelman и Ирмина од Барбара Јелин, затоа што се занимаваат со исто време, меѓутоа од две различни гледни точки, две различни перспективи. Вреди да ги прочитате, ги има на македонски. Знам дека ваквите изданија може да бидат поскапи. Меѓутоа, оно што јас го правам е некогаш кога сакам некоја книга да си ја купам, чекам кога има попусти и ги следам кога имаат издавачките куќи или книжарниците попусти, тогаш ги купувам. Например, сега Темплум имаше пред некое време, доделуваше награда за најдобар стрип на годината и сите нивните изданија беа на некои си повеќе од 50% попуст. Исто така има и стрип книжарница Бункер спроти Рамстор. И се гледам и други издавачки куќи почнуваат да издаваат графички новели и тоа е супер. Значи тоа беше се за ова видео. Сакав да ги представам овие две многу убави изданија и многу добри приказни. Значи се гледаме со наредно видео. Го спремам Достоевски, Демони. Ќе правам видео за тој роман. Библиотека другарче, простете ми што го држам многу подолго романот од колку што смеам да го држам, простете ми. Значи тоа е се, заследете ме на Facebook ако не ме следите или кликнете го звончето и subscribe на YouTube ако сте поретко на Facebook и ако отварате од време на време YouTube, таму ќе ви дојде нотификација дека имам направено ново видео. Споделете ако ви се допаѓа и се гледаме со наредна рецензија. Чувајте се и се гледаме. Чао!